Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Спортот е најголем репрезент и амбасадор на едно место и држава, во случајов на Охрид. А успесите се дотолку поголеми, доколку доаѓаат од мала средина како нашата. Оттаму треба да се ценат и вреднуваат уште повеќе. Деновиве бевме сведоци на мало спортско чудо на пионерите на градскиот ракометен клуб Охрид. Чудо можеби за оние кои не ги следат состојбите, но за оние кои секојдневно работат со надежите во градскиот ракометен клуб Охрид, можеби и очекуван епилог. Денеска разговарам и имам чест во студиото на Охрид Ньюз да го имам Наум Бабачев, Бабак, тренер во градскиот ракометен клуб Охрид, тренер на пионерите на ГРК Охрид и помошник тренер во сениорскиот погон на градскиот ракометен клуб. Добре дојде. Добре ве најдов. Ви благодарам на поканата и ви благодарам често што ни го ова признание ни го ширите вака меѓу охриѓани. Поводот е успехот на пионерите на ГРК Охрид, кои се шампиони на Македонија, подобри се од своите врсници, од останатите клубови, а успехот е дотолку поголем што беше остварен на жешкиот ракометен терен во можеби реално и најракометниот град во земјава, во Битола, против битолчани. Пионерската екипа на ГРК Охрид, како што кажавте, е шампион во својата категорија, државен, да кажеме дека ова е државно првенство, не е некој турнир, туку е државно првенство уште еднаш. И учествувавме на овој Final Four во, како што кажавте, во најракометниот град, во храмот на ракометот во Македонија, во Битола. И таму исто во финалето силите ги одмеривме против истоимената екипа на Пелистер, каде што победивме и станавме шампиони, а претходно исто имавме претходен надпревар со екипата на Вардар, каде што исто така бевме подобри од неа. За јавноста веројатно сите знаат веќе не беа тоа само победи, туку беа убедливи победи и против Вардар и против Пелистер. Ви изненади ли тоа вас можеби? Може малку да не бидам скромен, меѓутоа ние многу добро се спремавме заедно со мојот помошник Митко Мурџовски. Морам да му се заблагодарам него. Ракометот е точно цело време покрај мене. Буквално се спремавме во повеќе аспекти. Јас бев уплашен пред овој Final Four, затоа што сакав малце да му пренесам на овие млади ракометари некои техники ракометни во поглед на спремањето на надпреварот, во поглед на самиот надпревар и во поглед на завршницата на ракометот. Пред тоа дадовме акцент на гледање на видеоснимки, гледање тактики, сето тоа беше нешто ново за нив. И искрено јас бев изненаден само во една работа, а тоа дека сите задачи кои што му ги зададовме со Митко Мурџевски ги исполнија буквално како да играат веќе 15 години во лига. Многу зрело и стварно мислам дека и самите резултати ја дадоа таа евидентна разлика, што стварно голема пофалба за овие деца. Апсолутно пофалба за самите играчи, пофалба за стручниот штаб, пофалба за самиот клуб, затоа што ова е најголем успех на градскиот ракометен клуб од неговото формирање во овој формат. Пионерски државни шампиони на Македонија. Се наметнува логично прашањето дека постои очигледно и потенцијал и талент кој допрва треба да се избруси и да го валоризира ГРК Охрид овој потенцијал кој го покажаа пионерите. Како гледаш на нивниот развој, бидејќи ги следиш одблиску секојдневно? Јас би се осврнал претходно на работи поврзани со организацијскиот дел, а тоа е почнувајќи од самиот градоначалник Кирил Пецаков, кој што возможи прекрасни услови, се до нашиот, како да речам, домаќин во клубот Симе Джиков. Тука исто морам да ги напоменам работата со овие деца од страна на сите. Значи морам да ги споменам сите инволвирани во овој процес. Значи тука се Митко Мурџевски,
Тука е Зорче Ѓоргиевски, кој што работи паралелно и со првиот тим, работи паралелно и со младинските категории. Тука исто морам да нагласам и Сани Џамтовска. Значи, сите ние имаме еден голем трак оставено за ова да успети да биде вака. Како што кажавте во поглед на прашањево, имаме ние една добро замислена вака агенда и една перцепција за иднинава, а тоа е веќе, знаете како, првиот тим да се храни со младинските категории. Меѓутоа, сега ние сме во моментално еден отворен пазар, каде што наши играчи, помлади, сака да останат во клубот, барани се од други клубови. Исто така имаме еден многу голем проблем, јас и во неколку други интервјуа го имам тоа нагласено, дека ние доаѓаме од надвор од државата, така да многу деца своите планови ги базираат на запишување на факултет, на тие студии во Скопје, во поголемите градови, во тие центри, така да исто своето доусовршување во ракометот го бараат надвор од Охрид. Меѓутоа, работиме на професионални договори, работиме на што појасно да му го објасниме тоа на овие млади играчи, дека ГРК Охрид е една здрава целина, една организирана целина, дека тоа е едно семејство и дека можеби во овие почетни мигови од нивната кариера можеби е еден од најдобрите избори. Како беше чувството во Собликуваната после триумфот да се навратиме на успехот останен во Битола? Како се чувствува младите шампиони и веројатно ги држи тоа позитивно чувство се уште? Пред самиот Final Four ние имавме надпревар четвртфинале со екипата од Тиквеш, од Кавадарци. Јас уште во тие моменти, уште на тој надпревар, се трудев заедно со Митко Мурџевски да им дозволам да осетат таа малце работа од сениорските категории, како што кажав, и мислам дека момците ми поверуваа и веруваа во мене и на Final Four-от, а јас во нив. Дел од оваа генерација или цела генерација останува се уште заедно или некои ќе се префрлат во категорија погоре, затоа што ограничена е оваа генерација со годиште? Како стојат тука работите? Останува заедно генерацијата или ќе биде расцепкано? Така, јас би сакал да објаснам вака и за пошироката јавност како ние функционираме, како е нашата замисла од кога дојде ова управа на клубот. Инаку оваа генерација ќе има можност да настапува уште една година, наредната сезона во пионерската. По наредната, значи, веќе оди во кадети. Меѓутоа, исто има уште да гази уште една година. Нашата замисла, ние имаме и најмлади категории, значи почетници ние ги викаме во клубот. 5 лиња, да, тие имаат само 2 термини во спортската сала во Григор Приличев. И нашата замисла беше точно оваа пионерска екипа да се храни од талентирани деца од тие најмлади. И јас искрено веќе работам, скоро година и пол работам со тие најмали 5 лиња, исто и таму сум ангажиран. Работам во 3 категории, работам со почетници, работам со пионери и работам во сениорскиот тим. И имаме за година и пол извлечено многу дечиња што ќе бидат помлади пионери и имаме уште еден тим кога ќе заминат веќе ова сегашна освојувачите на првото место, кога ќе заминат во кадети, ние веднаш имаме да надополниме со целосен тим помлади пионери и таа е нашата замисла, затоа што мора да признаеме кај почетната група дечиња, таму има деца со ентузијазам, деца кои се запишуваат од забава, деца кои што го пратат ракометот, талентирани деца, и ние од тие деца правиме еден филтер што е најдоброто за клубот да одат напред, да му возможиме многу поинаква работа, односно да ги разбера тајните на ракометот, односно ги водиме кон тој професионализам. Да може да го искажат целосно својот талент. Го спомна системот, тој е неопходен, не може ни еден успех не доаѓа преку ноќ, па ни успехот на пионерите на ГРК Охрид.
сака тоа макотратна работа и на целиот стручен штаб на комплетниот тим и нормално на самите млади играчи, а дотолку повеќе што се работи нели за деца кои се уште во млади години и веројатно е многу потешко и покомплицирано да се работи со нив. За да се направи поголем успех во било кој систем, особено во спортот, потребно е време. Можеби некогаш публиката, што е и нормално, очекува да се случи некаков успех за краток период, но веројатно тоа не е возможно. Во спортот зависи од многу фактори, а факторот време се разбира и еден од тие фактори. Сите се го очекуваат од пионерите овој успех некако да се пренесе на кадетите, младинците, ама најмногу и на сениорите, но не е се така во спортот. Јас сакам да кажам дека колку и да сум не во негативна смисла оспоруван, колку и да сум во тие млади категории, сепак јас морам да кажам дека имам едно 15 годишно акумулирано искуство во работа со првиот тим, каде што имам учено од едни од најдобрите во македонскиот ракомет. Морам тука да ги споменам, значи јас имам учено во ракометот од Раде Стојановиќ, имам учено од Горан Антоновски, ево сега имам учено големо искуство од Степче Лушевски, каде што веќе почнувам да го преливам во работата со младиви категории, исто и со првиот тим имам одредени задачи каде што работам јас свои таму зададени. Така да можам да кажам дека ние веќе неколку години квалитетно работиме и го имаме еден континуитет имаме, затоа што знаете вие во минатото после како да кажам, мислам дека тој период беше од 2000-та натака, ние имавме еден замрен празенот. Така, и тука ние не работевме со производство на млади ракометари. И само да те надополнам, тоа ми се случи втор пат во релативно краток период, затоа што ние имавме празен од како ракометен клуб во Охрид и во 90-тите години. Так. Тоа беше едниот гап, вториот ни се случи во 2000-те до 2011-та, кога се реоформи ГРК Охрид во овој формат кој го познаваме денеска и не е лесно кога нешто нели ќе запре после да го заклучи. Точно. Ние тој континуитет продолживме да го негуваме, затоа што во клубот ние имавме и имаме млади, имаме перспективни тренери, така, значи ево ќе спомнав, јас сум тука е Александра Џамтовска, тука е Митко Мурџевски, Сашо Ристевски има работено во клубот. Сакам да ви кажам дека морам да Горан Андоновски исто со млади категории и морам да го потенцирам тој континуитет, затоа што ние веќе со 10 годишна работа, во последниве 10 години, ние распославме Суперлигата со охридски играчи. Јас можам да ви ги набројам, значи ти играчи, станува збор за играчи кои што играат на врно ниво. Тука морам да ги кажам и репрезентативци, тука морам да го кажам Мартин Ивановски, кај што и сами сте свесни и цела охридска и македонска јавност гледате како гази, значи експлодира. Тука го имаме Михаил Ивановски, тука го имаме Никола Шипинковски, Никола Ристевски тропа на вратата на првиот тим, тука го имаме Наум Костов, кој што веќе неколку години игра на врно ниво Суперлигата, тука го имаме Даниел Андоновски, кој што имаше и мала интернационална кариера, каде што уште игра. Значи, веќе нашиот плод, тука имаме уште двајца, каде што наредната година, ево да го пофалам самиот клуб, дека веќе наредната година во првиот тим имаме двајца играчи кои што ќе почнат со припреми под водство на новиот тренер. Значи, тоа се Илија Трајчевски и Петар Николовски, каде што значи сериозно ќе се занимаваме со развојот на нивниот талент. Двајца модерни таленти, едниот е од пионерите, другиот од кадетите. Точно, и веќе ќе му се даде стварно реална шанса со првиот тим, а таму во првиот тим мислам дека сме запознаени дека имаме стварно страшни професионалци кои што мислам дека другата година Охрид ќе го издигнат на едно многу поголемо ниво. Да. Ќе биде тоа, се разбира, мотив повеќе и за публиката и за охриѓани да полнат салата Билјанин избори и апел еве и од мене не само на надпреварите на првиот тим, затоа што многу се интересни и содржани надпреварите и на кадетите и на пионерите. Ова
првенство и овој успех нели не беше само Final Four турнирот во Битола, тоа беше макотрпна работа во текот на целата сезона. Како тоа влијае на овие млади играчи, како гледаат на тој систем, затоа што имаат и обврски на училиште и приватен живот и така натаму. Оваа година, а мислам дека и претходните 3-4 години, на овие момци му се даде, кога зборувате за систем, јас морам да ви го представам моделот, значи на правилен систем, и тоа е тоа што е како добитна комбинација и самата придобивка за овие играчи, тоа е што тие имаат тренинзи секој ден. Секој ден. И имаат тренинзи од различни тренери со различен пристап. Значи, во едно време на еден термин, по неделата тренираат едно, на друг термин друго, така да се надополнети, а сето тоа го правиме ние самите тренери, затоа што мора да извадиме нашата цел која е? Нашата цел да извадиме готов производ за во сениорскиот тим, така, или за репрезентација, или за сега можете спортски нефер, меѓутоа и за некој друг клуб кој што ќе рачунат или ќе ги планират амбициите на некој наш играч, така ќе ја гледат, кај што ќе ја гледат амбицијата своја. Така да стварно имаме еден процес и ние му веруваме на тој процес. Од наредната сезона тренерскиот кадар на ГРК Охрид ќе биде освежен, уште еден поранешен играч влегува во тренерските води, Крстејан Доновски, тоа ќе биде веројатно плюс за самата организација. Остануваш да работиш следната сезона и со првиот тим и со младинските категории? Плановите се тие, јас неам уште потпишувам нов договор, меѓутоа плановите се тие. Првенствено со управата разговараме, како што кажате, за наредната година. Јас сум пресреќен што Крстејан Доновски ќе биде дел од стручниот штаб. Веќе имаме средби со него, со станоци. Јас и тој каде што мислам дека ќе биде уклучени во некој од младите категории. Се со цел тој негов богат потенцијал кој што го поседува да го искажи, да му го пренеси на младите ракометари. Точно е, мислам дека ќе работиме паралелно заедно со Крсте, ќе работиме и во младите категории, мислам дека ќе работиме и во првиот тим. Тоа се планови, се надевам дека тие планови ќе се преточат во тие наши цели каде што управата и клубот ги имат зацртано. Како тренер лично стигна до својот прв поголем успех во кариерата, меѓутоа тоа е веројатно патот кон нови успеси. Кои се твоите очекувања лично од ракометната кариера како тренер? Јас како што кажав, со моето акумулирано искуство, можам уште многу успеси да му донесам на ГРК Охрид и на овој град. Се гледам уште години во ракометов. Мислам дека со човек на чело на овој град и на овој клуб, како Кирил Пецаков, мислам дека Охрид имат светла иднина и би ги замолил и другите градоначалници од нашата држава да го земат пример од него, како да го пресликаат тој модел на однос со играчи, однос со граѓани, однос со све, и како се сакат да оставит некој печат, некој трак, и нормално ние како клуб да одиме нагоре и да имат перспектива и понатака за многу млади. Сакам да останам во ракометот, се надевам сега ова моја зрелост, дека ќе искористам на некој многу повисоко ниво, дека ќе добијам шанса дали во матичниот клуб или некаде надвор од држава, надвор од овој град. Во секој случај се осеќам спремен. Јас се надевам и ти посакувам се најдобро во твојата понатамошна кариера, дека до твоето искуство ќе го пренесеш и на многу други помлади генерации, ракометари, дека ќе се радуваме на многу успеси и на младите генерации, категории на ГРК Охрид, меѓутоа и на сениорскиот тим, затоа што сериозно почнува нели да оди и да се издигнува на охридски погон, што ми е посебно мило и веројатно и на охридската јавност, затоа што да стигнеме до овој момент, како што спомна самиот, има потенцијал за многу повеќе, потребно е време. Ти благодарам уште нешто издвои време што беше гостин во Спорт Плюс на Охрид Њуз и завршна порака до охриѓани и до твоите пулени. Јас ви благодарам на вниманието како медиум. Би му препорачал
на моите шампиони да продолжат да работат, да се бават со спортски живот, да се бават со здрава храна, да внесат во себе здрав дух, да имаат здрави навики, а на останатите дечиња, помлади, исто да се запишат во ГРК Охрид, затоа што ние како клуб им нудиме многу можности и за здрав живот, за собствен развој и нормално ако има некој талентиран И афирмација за самите себе си. Тоа беше Наум Бабачев Бабак, тренер на младинскиот погон на ГРК Охрид и помошник тренер во сениорската екипа по успехот во Битола и освојувањето на шампионската титула на ГРК Охрид во пионерска конкуренција. А вам ви благодарам на вниманието. Пријатно.